Со процесите за децентрализација и измените во неколку закони, меѓу кои Законот за локална самоуправа или Законот за просторно и урбано планирање, голем дел од надлежностите кога се во прашање работи од локален карактер се префрлуваат кај општините. Во моментов разговараме за сторија која што 25 минути веќе ја работеше, сторија за дивоградби која што доби свое решение, всушност решение за страните кои што се засегнати, меѓутоа општината се уште нема постапено по таквите решенија. Институционалните битки често се долги процеси, понекогаш исцрпувачки, но вродуваат со плод, особено кога фактите се во ваша полза и ги споделувате со јавноста. По истражувачката сторија на 25 минути во февруари годинава, каде неколку жители не контактираа за дивоградба во зграда на улицата, било како да ја именувате, Методија Шаторов Шарло или Руди Чаевец, станарите добија констатирано решение од страна на општина Аеродром за рушење на дивоградбата. Такво решение доби и Тања Станчевска-Мучова, по чие сведочење во истата емисија ја потсети општината дека итно е неопходен градежен инспектор, кој ќе направи увид во дивоградба направена врз конструкцијата на станот на Мучеви. Но сега се јавува друг проблем. Кој и кога ќе постапи по решението на инспекторот? Беше една емисија. Од емисијата малку се покрена некоја иницијатива, ќе речам, меѓутоа една шминка. По таа конструкција што беше габаритно направена, извадени неколку само тие лимени плочи што беа закачени на конструкцијата. И толку. Ја затоа реагирав после пак уште еднаш кај вас, оти гледаме дека ништо не се случува, не се презема. Ни кажа дека немало лиценциран областен градежен инспектор. Не знам каков абсурд да може да се гради, секој што сака да прави, тие не сака да признаат. И кога притискавме со мои барања, петиции, ургенции, имам доставено до овај одделението за инспекцијски надзор 178 до градоначалникот. Имавме средба во советот со членот исто нашиот куќен совет. И тој совет само формално само да ми ги пренесат нашите документи кај што треба. Јас викам документи имам доставено и јадници. Ми кажа на 11 прв пат, на 16-11 добивме еден официјален допис, што е многу битно, која контрадикторност, која нелогичност, која не знам како да се изразам. Значи, одделението за инспекцијски надзор на 16-11 ни достави официјален допис дека во однос на нашите барања, ургенции, се што сме пријава, ја со полно презиме, име и се сум поднела, дека нема областен заради која не може да постапува. Точка. Пред да добие признание од инспектор дека е во право, Станчевска-Мучова во незиното барање по правдата се обраќа неколку пати до општината, но постојано добива одговор дека во Аеродром нема инспектор. Единствено што направија, на тоа постапија, на советот на седница на општината во 12 месец донеле се оваа одлука, ангажирани, дека ќе биде ангажирана инспекторка, ја знам по име и презиме од општина Центар. И чекаме јануар месец, февруар месец, дека ќе почне да работи од март. Во март месец јас отидов првиот ден, се запознавме, кажав за случајот, она рече, јас планирам утре да дојдам. Ја додека стигнав дома, тие дојдоа. Ги видовме од балкон, она направи увид одоле, направи записник, тројца членови, раководителот на одделението, овластената и уште еден член. Јас викам тогаш кога да очекуваме да постапите по решенијата, она вика па најверојатно наредниот месец ќе бидам тука, последниот месец. Ја прашав, ако он во рок од 3 дена го сруши, односно зошто го врзуваме вашето присуство како задолжително, ќе речам, дали мора, ја прашав зошто незиното присуство е битно. Она рече, па пожелно е, бидејќи, тогаш се во разговорот го кажат од раководителот на одделението, вика, пожелно е, она го направила како властена, она да руши. На 31 март, Мучови добиваат известување од општината дека инспекторот утврдил оти се работи за дивоградба и дека изготвено е решение за отстранување. Не дојде на екипа. Во април месец, кога требаше да биде, ние мислиме ке постапа, таа една недела има рок. Меѓутоа има решение, направила увид. Сите велат фактички дека тоа е проблем од локално значење и дека тоа е предмет на решавање во локалната самоуправа.
Дури од државниот инспекторат, знаејќи дека немаат овластен, таму еден член, они се повикуваат на еден член, дека тоа е од локално ниво. На локално ниво треба да се реши и градоначалникот е должен да се обезбеди услови да го реши тоа. И толку. Меѓутоа, како ќе постапува општина Аеродром по своето решение се уште останува отворено прашање. По добиеното решение и обраќањето до Државниот управен инспекторат на Мучови, институционалните одговори кои ги добија дирекцијата на 25 минути се дека пријавениот сторител имал поднесено жалба до Комисија за одлучување од втор степен. Согласно Законот за општа управна постапка, рокот за постапување со решение на второстепената комисија е 30 дена. Во конкретниот случај, општина Аеродром ќе постапи согласно овој закон и согласно насоките кои ќе бидат дадени во решението од второстепената комисија. Од Државниот управен инспекторат посочуваат дека надлежностите се во рамките на општината, поттаму Мучова му се обраќа директно на градоначалникот Тимчо Муцунски. Во решението секогаш стои поука дека има право на жалба, но жалбата не го одлага извршувањето. Ја не знам, ова решение не сум го видела, само ми се цитирани решенијата што сме ги добиле. Имам една потреба да кажам, ова не сум го кажала до сега, дека на сите кога праќам сум прописи, ургенции, значи сакам да ги погледате, значи 9 месеци е веќе во прашање. Јас викам од 3.10 беше моето прво јавување со документација, а фактички од 9 месец и Кукиноцовет и другиот. И другите заинтересирани. Имаме петиција од сите станари тоа да се руши, значи 7 катница. Да прашам, до градоначалникот сум испратила едно писмо, само него лично. Го прашувам градоначалникот, дали е тој градоначалник што пропагира, има на општината еден голем надпис општина со нулта корупција. Не општина со нулта, за европска иднина. Ова е општина за европска иднина. Дека се бори за нулта корупција. Дека работи за сите граѓани. Фактички не работи за еден граѓанин. Ние сме тука, ако сме 25 станари да земеме по двајца, а има просек некој по тројца, чив интерес штити. Како ќе завршат овие случаи, редакцијата на 25 минути ќе следи транспарентно, бидејќи според некое непишано правило, во Македонија исплатливо е да се започне со дивоградба, која потоа за ефтини пари се легализира. А оние кои се засегнати, оставени се да се борат со обемна документација низ неколку државни ходници. Тенденцијата на дивоградби од 2021 во 2022 година е во опаѓање. Минатата година, Државниот завод за статистика утврдил 662 бесправно изградени објекти, 96% од нив во приватна сопственост. Во оваа земја постои култура, политика на дивоградби, на градење на дивоградби, значи нелегални објекти, кои потоа се озаконуваат, стануваат легални, се легализираат. Имате ли објаснување зошто е тоа така? Значи, дивоградби постоеле и постојат се уште, меѓутоа постои голема разлика во тоа каков бил третманот и каков е сега третманот. Порано се толерирала дивоградби као еден вид на социјала за помош на тие помалце имучните, меѓутоа никој пат не се легализирале. Секој пат се решавале со урбанизирање. Значи, имало населби кои биле дивоградби, од тука се доносела програма и тие населби се урбанизирале. Сите тие што граделе дивоградби биле свесни и знаеле, и било по закон така, дека нивните објекти, доколку не може да се вклопат, ќе бидат срушени, тоест ќе бидат отстранети. Владел законот, владење на правот. Така, значи имало некој закон, иако, велам, и тогаш постоеле дивоградби, иако поемот дивоградба е малтене непознат во некој малце од нас под уредени и поцивилизирани земји, као, например, што се европските кон кои се стремиме ние, затоа што ние и тогаш, а и сега поготово, стално се судираме со нашите колеги, што значи тоа дивоградба.
За нив е непоимливо дека може да постои дивоградба. Значи, не може да постои нешто што е вон закон, затоа што све што е во закон, све е криминал. Тогаш, зошто кај нас се дозволува да се вратиме во денешно сега, време? во денешно време, дивоградби кои беа наследени и, да кажеме, поготово, особено после осамостојувањето, тогаш, да кажам, трендот на дивоградби се зголеми многу струко. И нашите, да кажеме, политичари или, да кажем, раководители, решива да направат закон за легализација на дивоградби. За кој ја лично сметам, и ние сите као фела сметаме, дека е катастрофален и дека е криминален. Тоа е направено од чисто популистички разлози, за да им се удоволи на тие, пошто огромен број на популацијата живеат во дивоградби и за да се придобијат тие гласови, тоа е моје мислење. Меѓутоа, тој закон за дивоградби имаше и една ставка, те се легализираат сите кои може да се уклопат во урбанистички план. Меѓутоа, пошто за урбанистички план се потребни средства, а тие средства воглавном тешко се обезбедуваат, легализирано е малтене се што постоело као дивоградба, да не кажам од Шупа до Палата. И тука настана еден проблем со тоа што самата легализација не значи само легализација на тој објект кој екзистира на одредена локација, меѓутоа тука него му се дава и други атрибути, како би кажал, затоа што едно легална градба има можности да, прво, економски обстојува, второ, да биде дадена у наследство, да биде продадена, да се земе кредит на база на тоа. Значи, тоа е и еден економски аспект. Некој што направил дивоградба, дали на свое земјиште или на обштествено, тоа е различно, меѓутоа као третман исто, тој ги избегнал сите давачки кои би требало да ги даде према обштеството, т.е. према општината и за потреби на развој на самото место. Од тука се изедначуваат сите, значи легализацијата беше, да не заборавиме, за 1 евро по квадрат. Од тука сите се изедначуваат со тие што легално ги изградиле објекти, а во зависност од кој регион има и по 20 и по 30 евра во некои средини, меѓутоа во Скопје е 120, 130, а се 150 евра комунали за 1 квадратен метар. И од тука се ставаат у неравноправна положба сите кои инвестирале и кои на некој начин регуларно го изградиле објектот во однос на тие другите. За да биде проблемот уште поголем, самата легализација поттикна уште поголем развој на дивоградби. Па имаме и иницијатива за нов закон на дивоградби, што е апсолутно недозволиво по мене. Тоа ќе се одрази катастрофално во однос на понатамошниот развој на просторот. Дали вие сте легендарен архитект, проминентен, имате искуство, богата историја, богато искуство. Воопшто дали ве прашуваат, дали имате средби, дали бараат од вас совети луѓето кои ги имаат функциите министер за транспорт, за урбанизам, градоначалници? Па сега знаете како, кај нас сите се трудат да запазат некоја форма да би било се по закон. За првата легализација имаше јавна дискусија со повеќе од кои и со тие од фелата. Јас присуствував на тоа, го водеше бившиот министер за транспорт и врски, меѓутоа... Кој министер? За кој става Јана Киевски. Меѓутоа,
прашањето беше повеќе не дали уопште да постои закон за легализација, пошто он децидно кажа, да, тоа е одлучено тука овакво, да се договориме која форма ќе биде и каква ќе биде. Добро, во тој случај ние дававме предлози да еден објект кој се легализира мора да се категоризира, значи дали по функција, дали по конструкција, дали по големина, значи дека мора да има архитектонски проект, мора да има конструктивен статика проект и мора да има на некој начин валоризација на самиот тој објект, да се знае у која категорија спаѓа. Слаба градба, средна, висока, јака градба и така натака. Меѓутоа, сега морам да го кажам тоа, меѓутоа така испадна дека господинот министер на многу еден арогантен начин сето тоа го отврли и вика тоа е све многу сложено, тоа е многу проблематично, ние ќе идеме само со геодетски елаборат. Кој е за? Меѓутоа, пошто во салата беа присутни повеќе од пола од општинска администрација, кој нормално на својот министер не може да му кажат дека се не, еден добар дел геометри кои беа директно заинтересирани за тоа, пошто тоа беше многу голем бизнис за нив, и неколку архитекти и градежници кои се залагава за постапката да тече на еден регуларен начин. Основно на тоа беше дека треба да се изготви урбанистички план, како што пише во законот, и после тоа се што може да се вгради во планот, да се задржи, се што не може да се вгради, да се отстрани, затоа што на крајот на криштата секој простор кој се урбанизира мора да има инфраструктура, мора да има пристапи, мора да има патишта. Така да тоа помина така и све испадна по закон. Всушност не е. Законот е прескокнат. Меѓутоа, јас кажав, тој закон за легализација продуцираше многу нови дивоградби, кои сега стануваат, се извинам, уште поголем проблем, а поготово ако се донесе нов закон за легализација, без разлика каква форма ќе биде, па волку ќе плаќаат, па толку ќе плаќаат и така натака, мислам дека тоа ќе биде катастрофа. По мене, едини начин да се реши тоа е просторите да се урбанизираат, тие објекти што ќе се задржат да си платат регуларно давачки сите кои што се, за да може со тоа да бидат приклучени на патна мрежа, да може да бидат приклучени на инфраструктура и да може да функционираат у некои услови кои се, да кажеме, нормални и квалитетни. Ова све друго е субстандард. Тоа е вашето решение. Да платат еднакво како што... Урбанизација треба да се направи, а после да плаќат. А ова, да се урбанизира било што, па макар плаќале и дупло, тоа за мене не е решение. Тоа утре ќе продуцира нови дивоградби, затоа што порано тоа беше некоја социјална категорија, а денеска тоа веќе не е. Многу дивоградби има направено од тие што се многу добро ситуирани и кои можат да поминат според сите инстанции и направени се многу големи објекти, вредни мислам градежно, меѓутоа тие се дивоградби во суштина. Имаме и објекти од областа на, мислам, од категорија на живење, па имаме дури до магазински, индустријски и така натака угостителски, да не набројам многу категории кои сите се направени нелегално. Тоа се дивоградби, тоа се криминални. Затоа што не можете вие на некој да му дозволите да легализира нешто. Легализирајте мене нешто, јас ќе украдам нешто, а после тоа вие легализирајте ми го. Тоа мислам дека не се коси со општа логика. И закони. Да, и законот. Добро, ви благодарам за овој разговор. Дивоградби
или нелегални згради, држави како Данска и Норвешка скоро да не постојат. Зачудувачки би било градење на диво или градење без дозвола да е тема на дневен дискурс во овие земји. Мислам дека е нереално некој да се осмели да изгради градба на парцела каде нема дозвола или во некој природен предел кој не е регулиран, бидејќи казните и последиците за било каква нелегална дејност се од највисок степен. Клучно е да сватиме дека улогата на општините и комуните е главен филтер низ кој учесниците во градење на град поминуваат и не е возможно нешто да пројде без да е евидентирано. Во тој поглед, интересите на општините да замижат со очи или строго да казнуваат и отстрануваат дивоградби е главната разлика помеѓу градовите од Северна Европа и тие во Македонија. Сепак ова е комплексна тема и многу фактори играат улога и влијаат врз конечните одлуки, односно дозволи за градба или легализација на дивоградби. Копенхаген данокот што го плаќаат граѓаните е еден од највисоките во Европа. На тој начин општините имаат финансиска поддршка да ги заштитат и бранат интересите на граѓаните, како обезбедување на подобри места за живење, правилници и елаборати кои строго ќе се почитуваат и во ниеден случај да не се дозволи градење на диво. Овие правилници и принципи се базираат на човеков размер, чиста околина со стимул за зелен и јавен простор и пријатно изградени соседства. Во вакви услови, било која нелегална градежна дејност, која ги попречува овие норми, не само што ќе биде забележана од општините, ќе биде забележана и пријавена од самите граѓани. Според ова сметам дека општините немаат многу интерес да простуваат на дивоградби или имаат некој бенефит од нивна легализација. Ниту пак соработка со инвеститори кои легално сакаат да градат повеќе од тоа што е дозволено. Има многу лекции кои може да се научат од овие градови, бидејќи недозволувањето на дивоградби и нивно отстранување гарантира безбеден и удобен јавен простор, заштитена природна околина и социјална благосостојба.